sponzorstvo i prihvaćanje, mislim da se kreirati jedni značajni formi od koji će se doprinese na sportu, a od druga strana će se postignati i rezultati na afirmative i propagande deo, što za puno naših firmi, novi i koraneški prestoji preko novata postavenost i državnost, dakle, pod predsedateljom postignovanje na jedan podobar kvalitet, kako što veće kažano od prethodната diskusija, da go dostojno reprezentirаме ovaj sport poširoko po svetот, a preko тоа да ствараме еден подобар интерес кај спонзорите за издвајање на вакви средства, бидејќи постигнувањето на подобрите резултати, поред тоа што значи афирмација на овака што се вика на државен план, тоа значи и афирмација и на материјалните вредности кои што постојат во ова наша држава. Да не должа многу, ја во тај дел даваме на целосна подршка со овие додатни мои размислувања, верувам дека тие ќе најдат место. И на крајот сакам исто така во името на порачкиот клуб Спартак да изразиме на посебна благодарност и признание на досегашното раководство, на спортските работници кои овака несебично се ангажираа во минатата година, тука пред се мисла на председателот, на селекторот и останалите спортски работници за постигнатите успешни, добри резултати во 1993 година. Материјали за оваа скупштина се разгледани од нашето председателство и се оценети како едни од најдобри досега материјали кои што сме и добиле, мислим, уназад за неколку години, што сметам да е тоа стварно вака еден голем успех во работата на Сојузот. Ја не би многу дискутирал с обзиром да поедини претходници дадоа мало некако од републичко гледање на работите, од повисоко гледање. Јас се слагам дека мислим во врхунското борење. Ја би сакал малку да се обрнеме ние доле у базата, да видиме во 1993 година како сме послувале клубовите, мислим, доле борењето, организацијата како била поставена и слично. И поред тоа, што овде во извештајот стојат работи искажани дека се постигнати вакви резултати во борењето во првата лига. Добиена е таа мајсторица, имало аплауз, имало телевизија и така дали, афирмација и све тоа. Ја мислим за борењето е тоа плюс и добро е. Меѓутоа, ја би дал една констатација од понатамошно финансирање, од поранешните работи, вие знаете дека постоеа тие сизови и не горе-доле ни дава по некој динар, можеме да се организираме, можеме да направиме нешто. Меѓутоа, во последните 2 години, сите сме исклучени од таква помош. А чим се исклучиме од таква помош, автоматски работите ни отидна назад. Не ради Сојузот, да не ме сватите погрешно, не ради спортските работници на борењето, него чисто ради една таква ситуација, која моментално влада во собранијата, мислим каде што ние живееме и работаме, гледање на поединци и тако дале, а истовремено и самата држава со нерешениот статус, односно закон кој што требаше да се донесе за борењето, тој не се донесе. Тој беше на јавна дискусија, ако се сеќате, дискутирахме, меѓутоа тоа нема ништо. Ние останаме сега отворени и не знаеме што да правиме. Поедини клубови се снаоѓа на некој начин. Јас се слагам дека од првата лига клубовите се снаоѓа преко рудници, големи фабрики, големи предпријатија и така дале, заради тоа што они има некои репрезентативци, па ќе ги репрезентира во пат на рекламе и да ни ствара господа големи тешко. Ја мислим, зборувам за нас, а сега може и кај некого да е подобно. Сега, с обзиром да е ваква ситуација, јас ќе констатирам една работа, а мислим дека ќе се сложи. С обзиром да сум бил член на преседништво во поранешниот состав на овој сојуз, ситуацијата била многу друга, јас сум вршен на анализи за борењето, за организацијата на борењето и слично, и сум дошол до една сегашна констатација ваква. И во Скопје зборувам, престолницата на Македонија, кај што е најразвиен спорт и најмасовен спорт, борењето нас во поедини клубови не опаѓа.
Земите од Ѓорче Петров веќе, како гледам, слава работа. Земите го Барбара, земите работнички, земите многу наши луѓе, порачки луѓе. Во Скопје збори. Некако ситуацијата не е онака како што ние сме биле порано. Тие клубови биле водечки, тие клубови кадрови спремале, тие клубови помагале и на нас од надворешност, мислим од надворешноста на република. Сега, да не зборувам за западниот дел. Јас сум од западниот дел на Македонија, од Тетово. Тетово по традиција е боречко место. Албанци, мислим, по население, има доста заинтересирани борачи и слично, и тоа Тетово не иде. Идемо понатаму, Гостивар не иде, Кичево не иде, па и Битола да е земе. Битола почна, дыр беше Андров преседник, гураше. Отиднадно Андров преседник на Сојузот, ситуацијата таму се измени многу за 90. Почитувани делегати и гости на конференцијата, дозволете ми од името на кандидацијната комисија да предложам кандидат за председател на Сојузот за наредниот мандат. И од досегашните консултации пошироки со клубовите и одржаните два консултативни состаноци во председателството досегашно на Сојузот на борешките спортови на Македонија, едногласно е заклучено за можен кандидат за председател на управниот одбор на Сојузот на борешките спортови на Македонија да го предложи господинот доктор Ванчо Чвлиганец од Радовиш. Би сакал неколку работи да кажам за господинот Чвлиганец. Господинот Чвлиганец со борењето почна да се занимава уште во својата 14-та година како активен спортист на струнјачата, а тоа е далечната 1967 година. Од тогаш па до денес, како активен спортист во борењето и како спортски работник во борењето, комплетно допринесува за развојот на борењето, првенствено во својот град Радовиш, а потоа и на ниво на нашата република. Како стопанственик докажан како врвен менаџер, успешен долгогодишен генерален директор на рудникот Глучин од Радовиш, и сметаме дека во овој момент тој е најпогодната личност која може да даде најголеми резултати во боречкиот спорт, заедно со членовите на ново избраниот управен одбор кој ќе биде накнадно избран. Комисијата предлага само да се како предлог за председател да биде Ванчо Чвлиганец и едноставно како мандатор на новиот управен одбор, а потоа по неговиот избор тој би бил во можност да го предложи составот на новиот управен одбор. Од името на комисијата предлагам предлогот да биде едногласно прифатен по можност и со акламација. Благодарам. Акламација е едно, деловник за работа е друго. Должен сум да прашам дали има друг предлог за председател на Сојузот на борешките спортови на Македонија. Утре некој не ми префрля за узурпација и за одзивање на статутарни права. Јас сум кажа кој добро пратеше и во моето уводно излагање. Предлагам да нема гласање и со акламација да го избереме. Има гласање. Па, мислам да акламацијата беше одобрување. Добро, примам ја корекцијата. Демалам, предлогот го ставам на гласање. Кој е за да крене работа? Има ли некој против? Има ли некој воздржан? Нема. Дозволете да јас како досегашен председател на Сојузот му го честитам во ваше име, во моје име, изборот на
Данчо за председател на Сојузот на борските спортови на Македонија. Му пожелам многу успех во работата и со единство на снагите, убеден сум да борењето ќе биде по оно што секогаш било во оваа република. Благодарам ви. Да си земе местото и да си затера конференцијата. Кога му се дава на човек една таква почит, респект, мислам на почетокот не треба да седеме, сакам од оваа говорница да ве поздравам, да се заблагодарам, а воедно да ви кажем и видувањата во наредното период со нашето ангажирање. Јас морам да кажам, сум почестен од поштувањето и довербата која има луѓето која покрена инициативата, начело до нашиот и текако искусен долгогодишен, повеќе од 3 децении во борењето, господин Лучо Самоников, селекторот Насе Насев, генералниот секретар Зоран Михајлов, Тихо Поповски, Андро, Балканец, Спартак, Извор и така натаму да не бројам, Бирија, Скопје. Мислам дека поддршката беше стварно едногласна и беше голема, али за тоа мислам дека обврската е уште поголема, бидејќи за таква поддршка треба и адекватен одговор и адекватен отчет према сите вие што дадовте допринос денес да биде оваа одлука едногласна, без дилеми, без конфронтации и така натаму. И во тој дух и во наредниот период ќе работам да прездаство не биде место на надбројување, да не биде место на 2, 3 или повеќе табори, да не кажам фракции, него тоа да биде место на единство, место за надминување на сите присутни досегашни слабости и сите оние недоразбирања кои биле присутни, само да ни послужат како основа да во наредниот период да не се поноват. Почитувани гости, спортисти и спортски работници и новинари, кога беше инициативата покрената, морам да кажам, ја прифаќав со резерва од повеќе аспекти. Од аспект дека бевме многу ангажирани и сме во стопанството, во образованието, да не кажам во науката, а проблемот беше уште поголем со финансирањето на Сојузот на борските спортови. Кога зборуваме дека е тоа најтрофеен спорт, дека постигнува најголеми успехи во рамките на системот на заедницата Југославија, тоа е голема обврска тоа да се одржи. Ако ние земеме во предвид дека има пред тоа, го рече еден од дискутантите, за овие 15 години, кои 2 до 3, да не кажам 4-5 милја, го афирмира овој спорт. Ако знаеме дека сега во овој момент треба да создаваме нови спортисти, нови борачи, така натаму, а тоа мора да се заснова покрај ентузијазмот кој беше присутен во наредниот период, а денес покрај ентузијазм треба да има и финансиски средства, беше мојата резерва повеќе за финансовите средства. Јас морам да кажам, потајно мислев што можеме на тој план да направиме. Па затоа во консултации со поедини наши партнери, стопански соработници, мислам дека најдовме едно решение да покровителството, односно спонзорирањето на спортот во момент на Сојузот на борските спортови на Македонија се прошири. Тоа беше традиционалниот палер, до вчера беше алкоголит и па и денес го проширеме и така да ние најдовме денес и имаме шанса да тоа беше и мојата прва заложба, можеби не председател, али кога би дошол не би сакал да доаѓаме на лизгав терен, нашите желби, а да немаме финансиски средства в програмските задачи да не ги реализираме. Тоа од денес ќе биде Македонија Кавак, генерален покровител и уште некој спонзор што од оваа конференција најоптимистички треба сите да мислиме како сојуз. Со тоа не се разрешува проблемот во клубовите, да бидеме јасни. Тоа се средства за квалитетното борење и унапредувањето на борењето на репрезентацијата и така натаму, али некои средства веројатно и ќе се приливат во клубовите, ако имаме добри поединци, нема да ги спонзорират клубовите него репрезентацијата. Така да за од денес па за следните 12 месеца ние треба да бидеме окупирани за постигнување на резултати. Од денес не треба да биде присутно во стручниот штаб и кај спортистите борчи и кај спортските работници финансирање. Значи, за следните 12 месеца ние мораме да работиме. Финансирањето решено. Има толку пари, колку што му треба кампања.
мислам дека тоа ќе биде и првата новина во Сојузот и морам да ви кажам, импровизации нема да има, секој за себе да одговара, да не треба да мислиме како управен одбор, како Сојуз, а најмалку како стручен штаб или како спонзори. Јас во тој период морам да кажам, тоа е работа на првиот човек, на генералниот секретар и работа на поедини членови кои се коптирани по таа линија во управниот одбор. Секој треба да се има задача така натаму. Во тој смисол, мојата прва задача и пред да дојдем на оваа должност ја обавив потајно и мислам дека за наредните 12 месеца нема да мислиме, а сигурно и за тие 12 месеца треба нашите покровители, спонзори и адекватно да ги афирмираме, да не ги ни губиме, него листата да се проширува. Втората моја заложба како прв човек на Сојузот, а сигурно во најголем дел, дали ќе биде добро или лошо, зависи и од луѓе, па и од председателот, и од членот и така натаму. И затоа сакам да кажам некои видувања, што не очекувам нареден период. Мора да е популарен е спортот борењето, али популаризацијата мислам може да биде уште поголема. Матемацијата. Не смееме борењето, јас така не го сваќам, и во најголем дел и присутни него сега, али се уште има како другоразредна категорија, една подценувачка категорија и така натаму, дека тоа спорт за некој друг слој и така натаму. Тоа мораме да го ние отстраниме во школите, да го бастувуваме. Ние мораме да имаме настојачната на нашите борачи, кои ќе бидат добри ученици, работници, студенти и така натаму. Нажалост, до крај во клубовето не работи. А така да една од овие задачи, како управен одбор, како Сојуз, ќе биде во наредниот период, да го тоа, да си добие адекватен третман борењето меѓу останатите спортисти. Да не заборавиме, иако сме најтрофеен спорт моментално, али верувајте, со една астрономска брзина одат останатите спортови напред, кога сега ќе кажеме каде сме зад фудбалот, раковото и кошарката, ќе полека се изедначува. Значи, мора тоа нас да не оптеретува, да ние си го најдеме место. Не мораме да патиме да бидеме најтрофени, али да патиме да постигнуваме добри резултати. Камо среќа и фудбалот, и раковото и кошарката до својот златни медали, па ние ќе се задоволиме со сребрени или они сребрени, ние бронзени или они бронзени, ние со четврти место и така натаму. Али полека ние треба да одиме напред, а тоа треба со работа, не со зборување кој што со сега ја справам, него со конкретни четови. И мислам, кога говорам за популаризација на информацијата, тука са средствата за информирање, верувајте, како управен одбор, како председател, во нареден период мораме да се ги поделиме задачите. Моја афирмација, нема поголема афирмација од ако ние тоа што го сега зборувам и што го зборувавме, го реализираме. И тоа да пенкалото, спортскиот новинар го преточи во средствата за информирање. Мислам, резултати, ангажирање и сега крајното финале е тоа новинарот да го седмата си пренесе по средствата за информирање. Мислам дека тука треба и пак адекватен третман по средствата за информирање. Ако секој ден има за кошарка, ракомет, нека има за секој втор ден во Нова Македонија, вечер, нека има секој трет ден или секој понеделник на телевизија и така натаму. В тај смисол и овде ќе ги поделиме задачите да еден адекватен третман према заслугите, према резултатите кои ги постигнуваме на домашен и меѓународен план. Третиот пункт на ангажирање ќе биде, ова е се во ред, се е тоа академски поставено, веројатно тук ќе го дотераме, квалитетно борење. Мораме во наредниот период да ги извадиме поединците. Ние имаме изворедни пионери и младинци, четврт во свет. Останува четврт во свет. За сва време, дури не може да биде после 40 и така натаму, дури не може до репрезентативен дрес. Така да ги издвоиме од тие 8, 10, 15 клуба, купно што ги имаме, да ги издвоиме тие 10, 15 талентирани пионери, младинци и борачи, и кои ќе дадеме посебен третман и како Сојуз да ги помага. Јас подобро сега да го кажеме, него ли да си имаме некои недоразбирања. Не можеме да имаме ние 15 судии, да имаме 20, 25, да кажам и 30 тренера, а да не можеме во овој момент да најдеме 15 талентирани момчиња, борачи, кои ќе посветиме посебно внимание. Тие момчиња мора професорот по физичко воспитување да има посебен на часот од 45 минути, 30 минути да му биде прилагоден према она што ќе го зацрта селекторот, тренерот или другиот тренер кој заслужува. Да го пратиме момчето од 14 години така натаму. И тоа стручно, педагошки и афирмативно.
нека ми извинат, това нема да биде злоупотребно средство за информирање, али борач може да биде само оној кога завлегува веќе во онаа психофизичка енергија, во пубертет, али се додека девојка не е фатила. Кога фати девојка веќе не може да биде борач. Значи првата љубов да му биде борењето. А за тоа треба период. И мислам дека овие три работи, ако ги ангажираме и ќе имаме добра афирмација на собствената земја Република Македонија, ако зборувам собствена земја на Република Македонија, може би не треба, али ќе го потенцира. Борењето спорт добар, афирмативен, али мораме да кажеме и повеќе национален од албанската, турската и така натаму националност. И мислам дека тука треба да имаме големо разбирање кој што сме имале, имаме и во наредниот период тој момент не смее да се испушти. Без разлика. Во тој сојуз, во спортот, посебно сите сме исти и не смееме да имаме на таа линија недоразбирање, мислам дека и тоа ќе го правиме. Четврто, програмата целосно ќе ја пратам како председател во границите на можностите, се од себе ќе дадам. Лично тоа што се каже, ако сум председател, сакам да бидам професионален председател, не платен, мислам, професионално ја обавам функцијата и да континуитетот што е доста добар до сега се задржи и унапреди. Односно, како нов состав на управни одбор, да оставиме трак што сме направиле, она што е добро. Пето, во колку не сме во состојба да го реализираме, покрај сите врски што ги имаше председател, што му дадовте доверба да си става и генерални секретари, и членови и така натаму, ако не треба да чекаме 4 години, не треба да чекаме година дена, секое забраздување треба да биде добронамерно критиката упатена и да, во колку не се прифати, не се намине, а состојбите се влошуват, мислам, кога се влошуват, тоа ќе се анализира, треба да дојде до брза промена, не само од повикување на членови на председателството и него и членови на управни одбор и на председателот и така натаму. Во тоа одговорноста ја комплет треба да биде да ја сносувам и како председател на Сојузот на борските спортови на Македонија. На крајот, пред да го кажам составот на управниот одбор на Сојузот на борските спортови на Македонија, се тоа што го рековме, мислам дека е заслуга, што имавме прилика да го кажеме така, е заслуга на многу спортисти, спортски работници во Сојузот на борските спортови на Македонија, а мислам дека една светла точка во овој момент што може да се издвои и камо среќа да е многу од нас така доживееме, тоа е господинот Лјупчо Самоников. Од списокот на делегати на собранието на Сојузот на борските спортови на Македонија и јас во една повеќе прилики со разговарање со спортските работници на чело со господинот Лјупчо Самоников, сегашниот председател. Рековме дека оваа должност ќе ја прифатиме, али да имаме квалитетни луѓе во конференцијата и да се даде можност да, како председател, да и јас имам право во некои луѓе да коптирам, а тоа е со работа, стекнат и така натаму. И мислам дека конференцијата, еве и сега говоря, дека се луѓето најквалитетни испратени од своето, луѓе кои по кој знак кој пат се делегира, значи потврдени, али има и нови имиња што знаеме дека се успешни спортски работници и стопанственици. Јас мојата слобода, односно тоа што го усвоивме према статутот допуни и промени на статутот, нема да ја злоупотребам, али ќе си дадам една слобода да лично од повеќе аспекти, да некој не биде оштетен, да некој не биде, да во управниот одбор коптираме, а оние што нема да бидат застапени, да не појдеме од клубови и така натаму, јас нема да ги читам по клубове, али поголем дел од оние 10 има од клубовето. Сега дали ќе биде од Лирија, Скопје, дали ќе биде од Љуботин, дали ќе биде од Варна, така натаму, веројатно тука ќе има, али верувајте, наредната задача наша е комисиите се уште побитни, кои ќе се формират. Па времето ќе покаже тоа што се усвои колегата од Лирија или од Скопје од Лирија. Мислам, тоа е прифатливо по предлог управнија, кој не е активен, може или клубо покрене, не тај, мислам, по секој време можеме тоа да го направиме и тоа не е. Јас како и нема веќе овде, има база, нема база, кој е спортски работник, спонзор и така натаму или нешто мислиме, веќе може да биде во управниот одбор. Не е порно, има база, нема база, било со години, нема право, има право, така да тоа е веќе отврдено. Го предлагаме
Под број 1 како член на управниот одбор Лјупчо Самоников. Мислиме дека не треба тука да зборувавме и како член на комисијата во Фила и морам да кажам уште подолг временски период и во најголем дел и ќе не застапува и како совест и така натаму и мислам дека тука нема да има дилема, па и било кој може да даде допринос од случај до случај можеме тоа да мериме. Дали да кажуваме од каде е потекнало и се тоа или нема потреба. По 2 Димитар Бошњаков, по 3 Богде Ванчо, по 4 така како сум ги наредил иначе што се ми се дадено. Ако можете да кажувате од кој клубове си од каде? Па може Димитар Бошњаков Буџимјака, Богде Ванчо Балканец, магистар Иван Иванов Спартак, Јанушев Димче од Борец клуб Борец Товелес, Борец клуб Лирија Кемал Мусли, Борец клуб Вардар, јас имаше овде од делегацијата, али по моја оценка мислам дека во овој момент треба да биде, затоа што слушам дека во тешка состојба, а мислам со тоа и на не рехабилитација, него Станиша Рангело го предлагам, тоа е една измена, тоа е моје видување. Борец клуб Неготино Најдов Атанас, Борец клуб Скопје Фадел Орана. Јас морам да кажам сега од каде, кога се борев како пионер, беше ми педагог, учител, тренер Добре Маринков и за него имам високо мислење, тоа е моја оценка дека треба да биде член на управниот одбор. Треба да биде член на управниот одбор, иако доста размислува в комисија и така натаму, али има доста конфликтни состојби, па да и дадеме на стручњаците во управниот одбор да ни држат предавање од квалитетот, од борењето. Јас, по моје мислење, треба и Фотигатовски да биде. Борачки клуб Тефеус Тихомир Поповски, Пелистер Андреја Поповски, Евтимовски Сократ, тоа се 15 члена во управниот одбор на Сојуз на борчески спортови на Македонија. Живко Стојчевски и Тимчо Дамбов. 3 члена. Председател за убавите борови и плана што ни обрача за ангажирањето на редно, а сега ни преостанува да одиме на листата што е предложена за управниот одбор. Дали се јавувате за збор? Дали има некој друго размислување, друг предлог? Ако нема, дали се согласувате целата листа да ја ставиме на едногласно согласие? В тој случај го ставам предлогот на председателот за новиот управен одбор и па сега да не ги повторно читам целата листа на усвојување. Кој е за? Благодарам. Дали има некој против? Воздржан? Добро. Констатирам дека управниот одбор што беше даден како предлог е едногласно усвоен и поминуваме уште на избор на предлогот за надзорниот одбор од 3 члена. Го слушнавте исто така составот од овие 3 члена, претходно беа тие. Дали има некој друг предлог? Нема. Го ставам предлогот на усвојување. Кој е за предложението? Против, предпоставувам, нема, воздржан нема. Констатирам дека и надзорниот одбор го изгласавте. Сите присутни гости и присутни спортски работници, а после да се заблагодариме на седмата сила на новинарите кои беа присутни и кои дава адекватен третман на оваа конференција, која за нас мислам дека е успешно завршена. Али сега најглавниот чин останува по повод формалното, не формално, како да кажа, формалното заменување на досегашниот председател господин Лјупчо Самоников, се договоривме да заеднички приредиме еден коктел, али со една цел да и тамо го подпишеме договорот со уште еден генерален покровител, ако не ни избегат, али рано е 1:10. И ве повикувам сите присутни и новинарите и би ги еден публицитет да дадеме афирмација на спонзорите, на покровителите да тоа биде и целта со одењето во Гранд Хотел. Уште еднаш многу благодариме на сите присутни. И почитувани новинари. Денес Сојузот на борчески спортови на Македонија има една пријатна должност да, како основен услов за остварување на планските задачи, на програмските задачи што се зацртени од страна на конференцијата која се одржи денес и од страна на управниот одбор, да се реализира. Денес ќе имаме една
едно задоволство, како присутни, како управен одбор, да уште еднаш нашите покровители, спонзори, љубители на спортот, ни дадат уште една комплетна, целосна, адекватна финансова поддршка за наредните 12 месеци за спортот, за борењето. А тоа значи да на меѓународен план ги застапуваме генералните покровители Палер Македонија, генералниот покровител Македонија Табак и спонзорите АД Фешпет Скопје и МАК Минхен и Белград. Па за тоа имам чест од името на управниот одбор да ги повикам присутните кои ги представуваат нивните предпријатија, традиционалниот покровител, генерален од Палер Македонија, е новата иницијатива која покрена Македонија Табак, АД Скопје, да се појави како втор генерален покровител за Сојузот на борски спортове на Македонија, па го повикува директорот. И така ја поздравувам иницијативата и од страна на акционерско друштво Фешпет, што сака како спонзор да учествува на Сојузот на борски спортове на Македонија, па го молиме исто така посебно задоволство ми е да се појави еден спонзор, еден успешен светски европски бизнисмен, МАК Минхен, представувана компанија од генералниот директор господинот Драган Ранковиќ. Браво! По некоја логика да стојбите во борењето, не само како дама, него и како традиционален покровител има